До која мерка беа наталожени проблемите во такси превозот во Кочани од започнувањето со работа до сега веројатно најдобро зборува проблематичното и бавно разрешување. Советот на општина Кочани на последната седница ја донесе одлуката во која се вршат измени и дополнувања во одлуката за утврдување на услови во врска со вршење на автотакси превоз на патници на подрачјето на општина Кочани, а со која се утврдуваат условите за вршење на автотакси превоз на патници на подрачјето на општина Кочани во делот на локацијата и капацитетите на такси станиците, одбележувањето и опремувањето на такси станиците, бојата на возилата, унифицирани ознаки и опрема на такси возилото, тарифи за вршење на автотакси превоз во рамките на општината, тарифи за вршење на автотакси превоз кон друга општина или градот Скопје и начинот на користење на такси станиците и максималниот број на такси возила со кој може да се врши автотакси превоз на патници. При тоа предвидено е определените такси станици да може да ги користат само автотакси превозниците кои имаат лиценца од општината на чие подрачје имаат седиште. Автотакси превозот на патници се врши според следната тарифа. За автотакси превоз на патници во градот Кочани и од градот Кочани до селата на општина Кочани и обратно се наплатува за старт 50 денари. Првиот километар е слободен, а за секој нареден километар цената се зголемува за 15 денари. За автотакси превоз на патници до друга општина или до градот Скопје и обратно се наплатува старт 10 денари, а за секој нареден километар цената се зголемува за 10 денари. Максималниот број на такси возила со кој може да се врши автотакси превоз на патници во општина Кочани изнесува 160. За користење на автотакси станиците, автотакси превозникот плаќа на доместок во износ од 10.000 денари за секое такси возило за период од 5 години, односно сразмерно за периодот за кој е издаден изводот од лиценцата и тоа за период до 6 месеци. 1000 денари, за период до 1 година 2000 денари. Средствата се уплаќаат на сметка на буџетот на општина Кочани. Меѓутоа и покрај дефинираната регулатива, на терен состојбите се уште се далеку одсредени и целосно контролирани. Таксистите и понатаму се жалат дека на патиштата царуваат дивите превозници, кои вешто ги избегнуваат контролите, а го жнеат профитот. Низ градот вртат 50 до 60 лиценцирани такси возила, а неофицијално превоз на патници вршат над 100. Веројатно затоа и намалувањето на цената на овој начин можеби ќе биде најефикасна борба против нелегалните превозници, бидејќи сега легалните практично се поевтини.